Добро вечер, ова е новото издание на вестите на програмата на КТВ. Наврнати нови десетина сантиметри снег во Кавадарци. Службата за зимско одржување на патиштата јами активна на терен. Проодни се сите патишта. Дежурната служба е подготвена да интервенира по потреба и за време на празниците. Кавадарци утринава 8 со нови десетина сантиметри снег, околу 15 сантиметри се наврнати во местноста Витачево, но проодни се сите патишта, информираат од службата за односи со јавноста при општина Кавадарци. Од таму вела дека службата за зимско одржување на патиштата јами на терен делува од 6 часот утринава. Снегот се расчистува со две машини, мал и голем камион низ улиците од прва и втора категорија низ градот, машини и трактори за расчистување на снегот интензивно работат и низ локалните патни правци во селата низ Подпожувјето. Се чистат патните правци до Страгово, Мрежичко, Конопиште и Бојанчиште, велат од локалната самоуправа, а во рамки на своите надлежности на терен работи и службата на Македонија пат, додаваат од таму. Проодни се сите патишта, засега нема никакви проблеми. Јами употреби 25 тони смеса од ризла и песок, а дежурната служба и за време на празниците ќе биде подготвена доколку има потреба да интервенира на терен, информираат од службата за односи со јавноста при локална самоуправа Кавадарци. Студеното време удри по парниот котел на детската градинка Рада Поцева во работниот објект Изворче. Од градинката информираат дека поради овој дефект Изворче нема да работи во четврток и петок. Студеното време удри по парниот котел и пламеникот на детската градинка Рада Поцева во работниот објект Изворче. Овој дефект за нас беше технички непредвиден, но на истиот веќе се работи и се прават напори да биде што побрзо отстранет, велат во официјалното соопштение од градинката. Од таму информираат дека поради овој проблем работниот објект Изворче за згрижување на деца нема да работи на 8 и 9 јануари во четврток и петок. Јавната општинска установа детска градинка Рада Поцева апелира до родителите кои имаат потреба од згрижување на своите деца дека во овие 2 дена може да ги носат во објектот Гроздоберче, односно во централната градинка. Надлежните велат родителите дополнително ќе бидат известени кога ќе биде отстранет дефектот и кога повторно ќе можат децата да ги носат на згрижување во објектот Изворче. Од директорката на оваа установа Снежана Ганчева дознаваме дека во Изворче годинава се згрижени вкупно 230 дечиња. Алтернатива подсетуваме за овие дечиња во четврток и петок е централната градинка, но само за оние на кои неопходно им е згрижување. Ганчева потенцира дека се прават напори во следните 3 дена дефектот да биде надминат и Изворче да продолжи со непречено функционирање. Парниот котел во детската градинка Рада Поцева работи на нафта, се одржува редовно и досега немал поголеми проблеми, но студеното време во изминатите неколку денови со мрзнење предизвика дефект. Локалната самоуправа на општина Велес ја утврди пазарната вредност на недвижниот имот. Се класифицира недвижниот имот во општина Велес. Според методологијата на Министерството за транспорт и врски, Велес добива 3 зони, 12-та, 13-та и 14-та. Поделбата на Министерството одреди во државата да има вкупно 18 зони. Одлуката за утврдување зони за процена на пазарната вредност на недвижен имот се донесе на последната општинска седница. Согласно методологијата за процена на пазарната вредност на недвижен имот, донесена од Министерството за транспорт и врски на Република Македонија, извршено е зонирање на територијата на Република Македонија на 18 зони и подзони. Утврдувањето на пазарната вредност според зоните се пресметува според пресметковни бодови по метар квадратен, функционална површина која се додава на утврдената градежна вредност, а намалена за амортизацијата и тоа за секоја зона и подзона посебно. Паралелно со утврдувањето на зони за пазарна вредност на недвижен имот, локалната самоуправа донесе одлука и за утврдување на цените на градежното земјиште. Според оваа поделба, во општина Велес има 7 зони. Во првата се наоѓаат улиците од централното градско подрачје, а во последната се селата со најслаба комунална инфраструктура. Пазарната вредност на градежното земјиште се утврдува според пресечната цена на извршените купопродажби на градежно земјиште на подрачјето на општина Велес во 2014 година. Подрачјето на општина Велес е поделено на 7 зони во зависност во кој дел на територијата на општина Велес
се извршени купопродажби на градежно земјиште во 2014 година. Така, според оваа одлука, највисока цена по метар квадратен има градежното земјиште во првата зона. Овде квадратен метар е определено да чини 2800 денари. Во четвртата зона, во која спаѓаат селата Оризари, Отовица и околината на езерото Младост, цената за метар квадратен изнесува 1500 денари, додека во последната седма зона утврдена е цена од 800 денари. Малите коледари од Ринава со песна и ширум отворени торби го најавија утрешниот ден раѓањето Христово. За жал, коледари имаме се помалку, но ретките не дозволуваат да замре традицијата. Со песна и ширум отворени торби, малите коледари од Ринава го најавија утрешниот ден раѓањето Христово, еден од двата најголеми христијански празници. Врата им отвори секој православен дом кој искрено се радува на нивното доаѓање. На ситните бадникови подароци се радуваа коледарчињата, но се чини радоста за нивното доаѓање на врата беше поголема кај возрастните. Велат се радуваме на дечињата кои доаѓаат на врата и ги пеат коледарските песни. Тие се најубавиот обичај во годината, па затоа со нетрпение ги очекуваме уште рано наутро. За нив подготвуваме пакетчиња, овошје, колачиња, но во поново време им даваме и само пари, бидејќи најмногу се радуваат на нив, вели наша сограѓанка. Таа вели дека традицијата налага јаболка, мандарини, костани, ореви, бомбони, крем, бананки, како што некогаш правеле старите, но додава дека се прилагодува на новото време, оти полека се речат малите коледари. Обичајот не треба да се изедначува со материјална добивка, а децата треба да ги вратиме на традицијата и да им објасниме дека не е тоа срамота да се оди од врата до врата, туку е символ кој ја најавува радоста во домот. Факт е дека коледари имаме се помалку. Така беше утрово и низ Кавадарци. Ако до пред некоја година и нашата редакција се радуваше на нивната песна, за жал годинава не ги сретнавме ниту по улица, мало или зграда. Секоја чест на оние малкуте кои останаа верни на традицијата и носеа радост утринава со својата песна. Си зедовме за право да ги позајмиме фотографиите од Facebook и да им посакаме до големи да останат верни на традицијата и да се здрави и живи. Православните христијански верници во Македонија денеска го слават Бадник, ден пред големиот празник Рождеството Христово Божик. Македонскиот народ со многу внимание и почит ги одбележува овие празници. Божик е господски празник и се празнува во спомен на раѓањето на Господ Исус Христос. Овој празник е матица на сите други црковни празници, бидејќи со Христовото раѓање се смета и почетокот на новата ера. Семејството на Бадник се собира на заедничка вечера и според обичајот оваа вечер не се оди на гости. Се прави богата постна трпеза. Домакините се трудат да принесат од се по нешто за да им биде богата трапезата во текот на целата година. Се верува дека оној кај кого ќе падне паричката ќе го следи среќа во текот на целата година. Пред почнувањето на вечерата, на која сите се собрани, домакинот ја благословува трпезата, го крши кравајчето, а некаде го дели зелникот на толку делови колку што има членови во семејството, оставајќи уште дел за Бога и дел за куќата. Исто така вечерта во огнот се става бадниково гранче кое се смета за најздраво дрво, за да бидат здрави сите во семејството. Бадниковите гранчиња се символ на среќата, љубовта и светлината со кои православните верници ги украсуваат домовите за бадниковата вечер во пресрет на Божик на големиот христијански празник. По повод големиот христијански празник Божик до сите граѓани на Кавадарци и Република Македонија, честитки упатува градоначалникот на Кавадарци Александар Панов. Градоначалникот на општина Кавадарци Александар Панов на сите православни верници од Кавадарци, Тиквешијата и од Република Македонија им го честита големиот празник Рождество Христово Божик. Во честитката стои: почитувани граѓани, дозволете ми од мое лично име и од име на општина Кавадарци да ви го честитам најсветлиот христијански празник раѓањето Христово Божик и да ви посакам овие празнични денови да ги поминете во добро здравје
здравје, семејна среќа и благосостојба. На сите граѓани од православната христијанска вероисповед им посакувам вечерва на Бадник и утре на Великиот ден Божик да имаат среќни и пријатни мигови во домот и семејството со своите најблиски. Посакувам овој празник да биде поттик секој од нас да верува, да работи и да ја гради подобрата иднина за себе, за своите најблиски, за своите сограѓани. На овој голем семеен православен празник се празнува раѓањето на Спасителот наш Исус Христос, но и универзалните вредности на човекот, вредности кои сите нас не врзуваат и сплотуваат: милосрадието и взаимното разбирање, толеранцијата и соживотот. Нека ни е честит и весел празникот Божик во летото Господово 2015. Стои во честитката на градоначалникот на Кавадарци Александар Панов. Традиционално синоќа на градскиот плоштад во Кавадарци одбележан празникот Коледе со фестивалот на вицот и шегата Дедо Цепе Бурина. Парична награда добија сите учесници. Во организација на Домот на културата Иван Масов Климе, градоначалникот и советот на Кавадарци, синоќа на градскиот плоштад, се одржа фестивалот на вицот и шегата Дедо Цепе Бурина. Оваа манифестација за Кавадарци стана традиционална, а со тоа и Коледе празник кој масовно се слави во центарот на градот со песна оро, греана ракија, вино, коледерски колбаси и скара се славеше Дедо Цепе Бурина на плоштадот во Кавадарци. Фестивалот од година во година привлекува се повеќе учесници, љубители на вицот и шегата, со што и конкуренцијата станува поголема, а самиот настан поинтересен. Но според критериумите на истиот и годинава по тежината на својата шега беа рангирани и наградени учесниците. Учествуваат четворица и сите допреа до награди. Наградите им ги врачи градоначалникот Александар Панов, а најшеговит беше Мики Виденовиќ, кој ја понесе првата награда во вредност од 3000 денари. Веднаш по него на втората позиција шеговито застана Панче Арсовски со освоени 2000 денари. Третото и четвртото место со по 500 денари го поделија Олимпија Лазаровски и Џоко Лазов. За жал годинава Дедо Цепе Бурина помина безминето годишните победници тајфата на Диме Коцевски од Ватоша, но шегаџи имаше. Коледа на плоштадот во Кавадарци, освен со шеги, се славеше и со музиката на Дедо Цепе Бурина бендот, кој допринесе дополнително загревање на атмосферата. Тука беа виното, греаната ракија, скарата, коледарскиот оган. Сите кавадарчани кои ја почитуваат и сакаат традицијата и годинава беа дел од фестивалот на вицот и шегата Дедо Цепе Бурина. Бадниковите огнови вчера вечер ги осветлија сите мала во општина Неготино. Централната прослава се случуваше на градскиот пазар, на која присуствуваше и градоначалникот Ванчо Апостолов. Со голем бадников оган, пригодни постни јадења и весела музика, граѓаните од општина Неготино синоќа го почнаа чествувањето на двата големи христијански празници Бадник и Христовото раѓање Божич, кој според верувањата го символизира закривањето на пештерата кај Витлеем во која се родил Исус. На централната прослава која се одржа на градскиот пазар во Неготино во присрет на денешниот празник Бадник и Божич, градоначалникот Ванчо Апостолов, свештено лице од Македонската православна црква Свети Атанаси од Неготино и голем број на граѓани се собраа и ги проследија традиционалните обичаи, кршење на погача со паречка, светење на вода и предавање на кумство. Според традицијата, свештено лице ја благословува погачата која ја носи минатогодишниот кум, а на оној на кој ќе му се падне оваа година ќе биде кум следната. Старата македонска традиција вели, вечерта пред Бадник се дочекува надвор крај оган со чашка греана ракија во раце, со погача со македонски песне и ора, со желби за здравје и беричет во следната година. Во пресрет на празниците, стручните медицински лица апелираат на внимателна конзумација на храна и алкохол. Во пресрет на двата големи празници Бадник и Божич, стручните медицински лица апелираат на внимателна консумација на храната и алкохолните пијалоци, бидејќи како што знаеме во овој период се консумираат прекумерено. Земањето на големо количество на храна, особено богата со сол и консумацијата на алкохол во големи количини, може да предизвика проблеми кај луѓето, можна е појава на мозочни удари и кардиоваскуларни состојби, болки во стомокот, како и проблеми со покачен висок притисок.
Стручните лица велат дека во овој период бројот на пациенти константно се зголемува. Особено внимание препорачуваат на лицата кои се во божични пости, бидејќи при повторно консумирање на сите видови на храна, особено во првите денови по прекинот на постот, може да дојде до проблеми со желудникот. Процентот на лица со акутни срцеви состојби во зимата се зголемува како резултат на лошата исхрана, но и на лошите временски услови. Да не дојде до вакви состојби, медицинските лица препорачуваат умереност во исхраната, избегнување на преголемо количество на алкохол, зголемена физичка активност како и соодветно облекување. Празниците се наменети за празнување, чествување, одмори и релаксација. Богатите семејни трпези носат со себе и големи опасности за нашиот организам, иако заборавиме дека може да се презаситиме или препиеме. Најдобриот совет за превенција како за консумацијата на храна, така и за алкохолот и умереноста. Дел од граѓаните сметаат дека ако пијат лекови на некој начин се заштитени. Лекарите го демантираат ова мислење и велат дека земањето на лекови во никој случај не значи апсолутна заштита. Туку напротив, консумацијата на алкохол може значително да го намали дејството на лековите, а можни се и многубројни последици. Затоа внимателно. Во продолжение на вестите во целост го емитуваме обраќањето на отец Мартин Деневски, старешина на храмот Свети Димитрија во Кавадарци, кој ја пренесува божигњата честитка до сите граѓани на Република Македонија од господин Стефан. Стефан, по милоста Божја, архиепископ Охридски Македонски, заедно со Светиот архиерејски синод, по повод Божичите празнувања, испреча мир и благослов од Бога до свештенослужителите, монаштвото и до сите чеда на Македонската православна црква. Кога Господ Исус се роди од Света Дева, се просветли вселената, зашто Бог, Спасителот на нашите души, се јави во тело. Возлюбени чеда во Господа, денес целокупното Божјо создание, чија што круна е човекот, празнува и се радува, прославувајќи го рождеството на Синот Божи. Во историјата немало друг настан што бил толку долго најавуван и што со толкав копнеж се очекувал. Старозаветната подготовка за Христовото доаѓање имала за цел да изнедри личност која што од името на целото човештво ќе му даде потврден одговор на Бога, односно согласност за остварување на првобитната негова волја и замисла за човекот и светот. Прифаќањето од страна на човечкиот род било неопходно, затоа што Господ ја почитува слободата како скапоцен дар што самиот го дал. Личноста преку која се реализирал Божјиот план за спасение била Пресвета Богородица, поради незината надангелска чистота. Отецот благоволил преку Светиот Дух таа да го роди Спасителот на светот. Со незиниот одговор кон испратениот при неа Архангел Гаврил: еве ја слугинката Господова, нека ми биде според зборовите твои, Пречистата Дева Марија од името на сето човештво му дала согласност на Бога за реализирање на планот за спасение. Оваа тајна на единството помеѓу Бога и човекот е основната цел на нашето постоење. Христос е Синот Божи, кој во својата личност ги соедини Божјата и човечката природа, овозможувајќи ни на сите учество во таа нераскинлива заедница. Токму поради ова, секој Христов збор и секое негово дело имаат спасоносна порака и цел. И пред и по неговото доаѓање имало личности кои во име на различни идеали проповедале некакви вредности, но ниту еден не ги имал силата и значењето на зборот и делото, како што тоа го има во Богочовекот Христос. Причина за тоа е што во личноста на Синот Божи неразделно и неслиено се соединети божествената и човечката природа. Возлюбени во вечниот Богомладенец, секогаш и насекаде пред се треба да имаме и да покажуваме благодарност кон Бога за неговата неизмерна љубов кон нас. Ние немаме со што соодветно да му возвратиме на Бога, освен со постојаност во верата, потврдена со дела, и преку љубовта кон него и кон сите луѓе. Свети Јован Златоуст не поучува: ние не можеме никаква награда да му дадеме на Бога, освен да исте предадеме на добродетелта. Затоа, да не бидеме неблагодарни, туку сите, колку што можеме да му принесуваме вера, надеж, љубов
и разумност, милостивост и гостолюбивост. Со крштевањето сме станали членови на црквата, отфрлајќи го стариот човек и раѓајќи се за обновен живот во Христа. Но не е доволно човек само да се роди, туку треба да се храни и да работи за да живее и да напредува. Духовно живееме и растеме преку учество во светотаинскиот и подвижничкиот живот на црквата, чија што глава е самиот Господ Исус Христос. Црквата е историски ентитет, земна и видлива реалност, продолжеток и полнота на воплотениот Син Божи. Таа е заедница на човекот и на севкупното создание со Бога, односно таа е род избран, народ свет, народ придобиен. А центар на тоа единство, кое се остварува преку Светиот Дух, е Господ Исус Христос. Секое пак добро дело и секоја добра и благословена мисла имат позитивно и конструктивно дејство врз целата црковна заедница. Никој не може да биде христијанин како поединец, туку во заедница со сите кои што се вкоренети и утврдени во Христа, кои што преку еден дух се крстени и во еден дух се напоени. Ниту сме создадени сами за себе, ниту пак можеме индивидуално и изолирано да ја постигнеме целта на нашето постоење. Најдобар израз за тоа единство е божествената литургија. Учествувајќи во неа, ние не постигнуваме само лична заедница со Бога, туку причестувајќи се со Христовите тело и крв, во заедница сме со сите православни христијани, без разлика на местото на живење. Меѓутоа, неопходен услов за учество во светите тајни на црквата е љубовта кон ближниот и грижата за него. Грижејќи се еден за друг, ние всушност се грижиме за целата црква. Возлюбени чеда на мајката Македонска црква, како членови на црквата должни сме да ја сакаме и да се грижиме за неа. Најнапред тоа го покажуваме преку запазување и исповедање на чистата и неоскверената православна вера, а потоа и преку грижата за конкретната црковна заедница на која и припаѓаме. Православните христијани во Република Македонија се чеда на Македонската православна црква Охридска архиепископија, па затоа сите сме повикани да даваме придонес за нејзиниот углед, благосостојба и напредок. Таа не припаѓа само на свештенослужителите, туку на целиот православен народ. Низ историјата нашите предци не оставиле пример како треба да се грижиме за нашите светињи. Секој камен вграден во нашите храмови е принос и придонес за православниот македонец, за Бога и за црквата. Затоа и насилното уривање на тој камен и на се што и припаѓа на светињата би значило газење и понижување на верата и на достоинството на оној на кој истите му припаѓа. Целта на таквото однесување е уништувањето на христијанските основи, врз кои постоиме и обстојуваме. Колкаво е значењето на посветеноста и на грижите кон црквите и манастирите, покажува и молитвата, која на секоја литургија му ја упатуваме на Господ, молејќи го да ги освети оние кои го љубат благолепието на неговиот дом. Благолепието на храмовите на манастирите е израз на духовната убавина на народот што ги создал и што се грижи за нив. Колку што расте љубовта кон Бога, толку повеќе расте и желбата за градење и за чување на богослужбените места, во кои се собираме, за да го изразиме нашето единство во Христа Господа. Христијанската вера е најдлабокиот корен врз кој со векови расте и живее православниот народ во Македонија. Сите цивилизацијски вредности сме ги постигнале како нераскиден дел од црквата и писменоста, и културата, и уметноста. Нашата света должност е да го продолжиме тој пат, но и на идните генерации да им укажеме и да им оставиме пример за тоа кој е начинот за напредок и благосостојба на општеството во кое живееме. Возлюбени празниколюбци, нашиот православен народ е цврсто приврзан кон својата мајка, Македонската православна црква. Така било во сите периоди и во славните времења и во робствата и туѓите владења. Така било и по забраната да делува како самостојна помесна црква. Приврзаноста кон својата духовна мајка, нашиот народ ја потврдил
и со постојаните обиди да ја возобнови древната Охридска архиепископија како своја македонска православна црква, како што нашите претходници успеале да го направат црковно-народниот собор во Охрид во 1958 година. Благодетите на тој историски чин се почувствувале не само во Република Македонија, туку и меѓу иселените македонци по светот. Тие придобивки постојано се намножуваат, потврдувајќи дека црквата била и останува еден од најцврстите столбови на македонското обстојување. Оттаму и на овие и на идните наши потомци им останува аманетот да се грижат, да го чуват и надградуват делото на нашите постари, останувајќи верни на верата без која не може да му се угоди на Бога. Во ова време на изгубени вредности, да се погрижиме да ги зачуваме сакралните реткости и убавини. Нашите цркви и манастири постојано ги демнат најразлични противници и непријатели, криминалци и кратци, и тоа со единствена цел, наштетувајќи на нашата света црква, со бришењето на духовното богатство на нашиот народ, да го уништат и нашиот национален и духовен континуитет и обстој. Во ова прилика исто така повикуваме на потребата да го чуваме и градиме мирот и единството меѓу нас самите, и овде во татковината и насекаде каде што не има по светот, како во црквата, така и во сите македонски средини и заедници. Бидејќи само единствени, само кога сме заедно, можеме подобро и посигурно да одговориме на сите предизвици и искушенија. Новородениот Богомладенец нека помага во нашите души и срца постојано да се раѓа радоста од спасоносниот настан во Витлеем, радоста со која се зарадува светот и која е наменета за сите луѓе. Амин. Христос се роди. Архиепископ Охридски македонски Стефан со членовите на Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква, Петар митрополит Преспанско-Пелагонејски и администратор Австралиско-Новозеландски, Тимотеј митрополит Дебарско-Кичевски, Наум митрополит Струмички, Агатангел митрополит Повардарски, Методи митрополит Американско-Канадски, Пимен митрополит Европски, Иларион митрополит Брегалнечки, Јосиф митрополит Тетовско-Гостиварски, Јосиф митрополит Кумановско-Осоголски, Горас поранеше митрополит Европски и Климент епископ Хераклејски. На крајот од вестите следува и временска прогноза. Утре, според прогнозата од Управата за хидрометеоролошки работи, во утринските часови ќе има зголемување на облачноста и слаби врнежи од снег, особено во западните и северните делови. Во текот на денот ќе дува умерен, повремено засилен северен ветер, кој на моменти ќе достигнува брзина до 70 км на час. Потоа ќе се задржи стабилно суво и студено време, кое ќе се задржи до петок. Ветер ќе има во сите денови, но ќе доаѓа од разни насоки. Утринските температури утре и задутре може да се спуштат и до минус 14 степени, потоа од петок ќе следува постепен пораст на температурата. Гледавте вести на програмата на КТВ, имајте пријатна празнична вечер.